Македонија ќе мора да почека прво реформи на Европската Унија па проширување. Уште еден студент туш на владиниот оптимизам дека брзо ќе сме напредувале во евроинтеграциите. Оваа порака сега повторно ни стигнува од германскиот канцелар Олаф Шолц, кој вели дека проширувањето ќе мора да почека. Европската Унија мора да се реформира пред да стане Унија со 30 или со 36 земји членки, вклучително и земјите од Западен Балкан, Украина, Молдавија и Грузија. Шолци претходно ни порача дека патот кон ЕУ ќе ни биде трнлив пред помалку од 2 месеци. Пред да го прифатиме францускиот предлог, германскиот канцелар ни кажа дека и неговото прифаќање нема да значи лесно за членување на Македонија во Европската Унија. Сакам да бидам сосема искрен со вас. Дури и по прифаќањето на овој компромис, процесот за влез во Европската Унија нема да биде лесен. Ќе има и други пречки кои ќе треба да бидат надминати. Но јас исто така ви велам, заедно ќе ги совладаме задачите кои ни предстојат. Сите знаеме дека компромисите понекогаш значат болни отстапки. Европската Унија се состои од компромиси ден за ден, но јас сум цврсто убеден дека дури и тешки компромиси на крајот секогаш не носат напред и не прават посилни. Порака дека членството на наредниот период е тешка задача ни испрати францускиот претседател Емануел Макрон уште пред неколку месеци кога ја соопшти идејата за така наречена Европска втора лига, односно нова европска заедница за земјите кои се во чекалната долги години. Оваа нова европска организација ќе им овозможи на демократските европски нации да најдат нов простор за политичка соработка, безбедност, соработка во енергетиката, транспортот, инвестициите, инфраструктурата, движењето на луѓето. Ваквите пораки се сосем спротивни од оние оптимистичките кои ни ги кажуваат политичарите дома. Премиерот Димитар Ковачевски ни порача дека ќе сме имале најбрза интеграција. Вашата подршка ќе е од непроценливо значење, затоа што ќе треба да ги вклучиме сите расположливи капацитети и да работиме исклучително посветено, за да можеме да имаме најбрзата можна интеграција во Европската Унија. Уште подалеку отиде неговиот коалиционен партнер, лидерот на ДУ Али Ахмети ни кажа дека за 5 години ќе сме биле членка на Унијата. Јас сум многу сигурен дека сите заедно во рок од 5 години ќе бидеме полноправни членки на Европската Унија. Покрај пораките од европските лидери, Македонија на патот кон ЕУ ќе мора да исполнува она што го има договорено со источниот и јужниот сосед. Блокада на патот кон ЕУ ќе можат да ни стават и Грција и Бугарија ако не ги исполнуваме преспанскиот и договорот за добрососедство.